Почитувам председателе Пендаровски, прв подпредседател на владата Груби, министр за внатрешни работи Спасовски, директоре на Агенцијата за национална безбедност, државни секретари, министри, советници од кабинетите, раководители на институциите денес овде присутни, почитувани гости, почитувани представници на медиумите. На почетокот сакам на сите вработени да ви го честитам празникот 1 септември, денот на Агенцијата за национална безбедност и да ви посакам успех во натамошното извршување на сложените безбедносни задачи. Со отпочнувањето со работа на Агенцијата, точно пред една година, беше направен последниот чекор во реформата на безбедносниот сектор во нашата земја, со кој Управата за безбедност и контраразузнавање, кој во изминатиот период беше злоупотребена за поединични лични и групни интереси, конечно замина во историјата. Предходно, согласно препораките од извештајот на експертската група, предводена од Рајхард Прибе, и согласно мерките во владините реформи во системот на безбедносните служби, формирана е и оперативната техничка агенција ОТА, со што се разби монополот, односно концентрацијата на моќта, која поранешната УБК ја имаше на системот на следење на комуникациите. Реформскиот процес на безбедносно-разузнавачкиот систем се надополни со формирање на телото за координација на безбедносно-разузнавачката заедница со точно утврден делокруг на работа, состав, начин на работа и донесување на одлуки, како и конкретни аспекти во врска со неговата работа во функција на спроведувањето ефикасна координација на безбедносно-разузнавачката заедница. Целиот овој пакет, заедно со исполнувањето на останатите реформски приоритети на внатрешен план и со затварањето на децениските отворени прашања со соседите Бугарија и Грција, ни го отворија патот кон полноправно членство во НАТО во март оваа година и секако почеток на преговорите за членство со Европската Унија. Почитувани, во изминатиот едногодишен период беа направени значајни чекори на планот на етаблирањето, соодветното кадровско и техничко екипирање, институционалното позиционирање и успешно отпочнување со работа на новиот безбедносен субјект Агенцијата за национална безбедност. Функционирање кој е во целосна спротивност со практиките на кои за жал бевме сведоци од минатото. Сега имаме агенција која работи целосно во согласно со Уставот, законите и подзаконските акти, како што впрочем и доликува на безбедносна служба на земја членка на НАТО. Но процесот на реформи на безбедносниот сектор не е статичен процес. Реформата подразбира развоен концепт на постојано унапредување на расположливите капацитети на безбедносниот систем, за да може со успех да се носи и справува со современите закани и ризици по националната и меѓународната безбедност. Во овој процес од исклучителна важност е честноста и професионалниот интегритет на секој припадник на безбедносните служби, кој со својот углед ќе обезбеди поддршката и довербата на граѓанинот како партнер во заштита на безбедноста на државата. Досегашното работење и постигнатите резултати влеваат верба дека и во престојниот период АНБ ќе продолжи да работи во целосна согласност со уставната и законската рамка во нашата земја. Со целосно почитување и спроведување на основните европски вредности и со натамошната професионална надградба за работење согласно највисоките НАТО стандарди. Во оваа насока, агенцијата ќе има постојано силна поддршка од владата, но и од останатите институции во државата. Сакам да се заблагодарам на председателот, неговиот кабинет и институциите по негова надлежност, на македонскиот парламент за одличната соработка која што во оваа прва година е воспоставена и представува охрабрување и надеж за уште поголема соработка. Ја користам и оваа прилика да ве охрабрам сите од Агенцијата за АНБ и другите институции да продолжите уште помотивирано, поупорно и поистрајно да работите во изградба на современа, модерна безбедносна служба.
Служба која е способна да се носи со сите современи предизвици и која целосно ќе биде во функција на заштита на безбедносните интереси на Република Северна Македонија и на сите нејзини граѓани. Благодарам и уште еднаш честитки по повод 1 септември, денот на Агенцијата за национална безбедност.